Најави за денешните настани. Плановите за вработување во јавните предпријатија и општината за 2025 година поминаа на Совет по долга дискусија. Општина Охрид воведува 24-часовно обезбедување во училиштата. Владата денеска ги промени условите и критериумите за субвенционирање авиопревозници. Франција отвори официјална истрага против сопственикот на Телеграм. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, попладне развојна нестабилност која што ќе услови врнежи од дожд. Максималната дневна температура се искачи до 27 степени. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро време со локална облачност и топло. Утре во најголем дел од стариот континент ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Локално во западна и југозападна Европа, како и на Балканскиот полуостров, нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Услови за врнежи од дожд се очекуваат и во областа на Алпите и во северна и североисточна Европа. На Балканскиот полуостров ќе доминира претежно сончево време со појава на локална облачност. Локално во источните и јужните предели нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Максималната дневна температура ќе се движи во интервал од 25 до 34 степени. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне развојна нестабилност која што ќе услови врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Ќе дува до умерен североисточен и северен ветар кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат од 11 до 21 степен, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 21, односно до 32 степени. Индексот ќе има ниска вредност 5. Во Охрид во петок во првата половина од денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Во попладневните часови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Минималната температура од 16 степени, додека пак максималната ќе достигне до 26 степени. Во Охрид во сабота претежно сончево со појава на локална облачност, а попладне со услови за развојна нестабилност која што ќе донесе умерено облачно нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со можна појава на невреме. Утринската температура од 15 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 25 степени. Во недела и понеделник по свежото утро со минимална температура од 14 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и потопло со температура до 27 степени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој.
повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издање на Дневникот на ТВМ. Плановите за вработување во јавните предпријатија и општина Охрид за 2025 година поминаа на денешната 44-та седница на Совет. Опозицијата со критика дека планираните 49 нови вработувања ќе бидат дополнителен товар за предпријатијата кои не можат да поделат плата доколку не им помогне општината со субвенции. Општината пак е една од најгломазните во државава по број на вработени. Секретарот на општина Охрид Александар Китески појасни дека станува збор за истиот план за вработување од 2024 година, кој не бил реализиран бидејќи се работело на нова организација и нов правилник за систематизација на работни места кои се пред одобрување и со кои многу нешта ќе се променат во општинската администрација. Мнозинството советници на денешната 44-та седница на Советот на општина Охрид дадоа согласност за годишните планови за вработување во јавните предпријатија и општината за 2025 година. Планирани се вкупно 49 нови вработувања, 38 во јавните предпријатија и 11 во општинската администрација. Од јавните предпријатија најмногу вработувања се предвидени во Охридски комуналец 17, во Водовод 8 и по 5 во Нискоградба и Градски пазар. Тоа се истите оние јавни предпријатија кои што работат со субвенции од општината наменети не за модернизација, туку за да можат да поделат плата и да измират тековни трошоци, а во кои веќе има превработеност и се во тешка финансиска состојба, критикуваше опозицијата. Со вакви извештаи финансиски, со максимумот од субвенции давање од страна на општина, апсолутно нема никакво оправдување за олкава бројка на вработувања. Нека бидат вработени само оние кои што се неминовни, каде што предпријатијата можат да функционираат без нив, нема потреба од вработување, а ние сите многу добро знаеме колкава превработеност имат во јавните предпријатија. Да напоменам, 2025 година е и изборна година и сега се ставаме во ситуација во која што јас на вистина не можам да разберам каде ќе го барате во иднина спасот,
Се надевам дека нема да го барате спасот во нови цени на услугите. Во општината пак со планот се предвидени 11 нови вработувања и тоа референти, соработници и еден советник. Може да ми кажете дека ова е само план, нема да го реализираме, ама не можам да разберам, значи не можам да сватам една општина која што е во водечките по број на вработени во нашата држава, повторно да вработува нови лица, унапредувања направивте и сето тоа убави се тие унапредувањата. И сето тоа го правите, значи имате во план да се направи во предизбори, ајде и тоа не ме интересира дали ќе го направите пред. Меѓутоа, сега општина, сликовито, ќе стане голема колку најголемото јавно предпријатие, комуналец. Токму таа гломазност доведува до нефункционалност. И често, значи, е критикувана ради таа нефункционалност, затоа што луѓето што се натре, кога толку многу има луѓе, па нема да се знае кој што прави. Жално, затоа што во општина има навистина луѓе кои што честно, поштено, убаво работат и се вредни. Секретарот на општина Охрид Александар Китески посочи дека од планот за минатата година не е реализирано ниту едно од планираните вработувања затоа што се работело на нова организација и нов правилник за систематизација на работни места. Планот за 2025 година е истиот од лани, а во поглед на предвидените работни позиции најголем дел се места каде ќе има пензионирања, додаде секретарот. За одлуката за нова организација и правилникот за систематизација во текот на септември се очекува согласност од Министерството за јавна администрација. По добивањето на согласноста од страна на Министерството за јавна администрација на новиот правилник, кој што ќе биде во текот на утрешниот ден доставен, доколку има потреба, ќе направиме измена и на постоечкиот за 2024 и за 2025 година со цели тие годишни планови да бидат усогласени согласно новиот правилник за систематизација и повторно, значи, јас ве уверувам дека не ни е намерата да направиме гломазност на општинската администрација. Во моментов во општинската администрација се вработени 248 лица на неопределено време, кажа Китески, а кога стапил тој на функција имало 263 вработени и повеќе од 130 слободни работни места по систематизација, претежно референти и соработници со факултет за туризам и угостителство. Со новиот правилник за систематизација тоа нема да го имаме. Значи ние од над 130 слободни работни места во општина Охрид во правилникот намаливме околу 70 и кусур работни места, кои што воопшто ќе ги нема како слободни во правилникот за систематизација на општина Охрид, значи ќе останат некаде околу 60-тина, иако во процедура е донесување на нов закон за административни службеници, каде што или измени на вработени во еден сектор, каде што ќе дава можност законот да има слободни работни места 70 од постоечкиот број на вработени. Со новата организација во општина Охрид ќе има спојување на сектори и оделенија и веќе нема да има вработени со договорно определено време, односно во иднина, општина Охрид нема да работи со Агенцијата за привремени вработувања, најави секретарот. Кажа дека не се согласува со критиките дека администрацијата е неефикасна и нефункционална. Вработените го даваат својот максимум и ќе продолжат така. Со напредувањата минатата година мислам дека ги стимулиравме оние што работеле да работат уште повеќе, а оние што може би малку подзаспале во работењето да се активираат, рече секретарот на општината. Од обемниот дневен ред на денешната 44-та седница на Советот на општина Охрид беа усвоени 98 од вкупно 99 точки. Градските советници на денешната седница ги усвоија предлог одлуките за престанок на мандатите на советниците Горан Стојановски и Горан Марковски, а се верифицираа мандатите на Игор Јовески и Цветлана Велјановска. Зелено светло добија и предлог одлуките кои се однесуваа на програмите за изведување училишни екскурзии, како и за формирање паралелки со помалку од 20, односно 25 ученици во основните и средните училишта во градот. Беа усвоени годишните извештаи и програми за работа на сите образовни институции во Охрид и селата, на Универзитетот Кузман Шапкарев и на Градинката Јасна Ристеска за учебната 2023-24 и 2024-2025
2025 година. Се утврди и работното време, како и формирањето по големи или помали групи за работа во детската градинка. На седницата беа усвоени предлог одлуките за извештаите за работа на сите охридски јавни претпријатија, како и плановите за вработување во нив, како и годишниот план за вработување во општината. Советниците ги изгласа и точките од дневен ред кои се однесуваа на секторот за туризам и локален економски развој, како и од делот на урбанистичката сфера. Единствено не беше изгласана предлог одлуката за усвојување на извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за период од 1 јануари до 30 јуни 2024 година. Општина Охрид воведува 24 часовно обезбедување во основните и средните училишта. Целта е намалување на потенцијалните ризици од насилство и обезбедување на безбедна средина за едукација. Во рамките на проектот Безбедни училишта поставен е и видеонадзор во 3 средни и 5 основни училишта. Во охридските училишта се воведува 24 часовно обезбедување. За прв пат оваа година Агенција за обезбедување ќе се грижи за безбедноста на основците и средношколците во рамките на проектот Безбедни училишта. Поставен е и видеонадзор во 3 средни и 5 основни училишта. Целта е намалување на потенцијалните ризици, спречување насилство и булинг. Максимална безбедност ќе се возможи на учениците. Ќе имаме 24 часовен видеонадзор, Агенцијата за обезбедување ќе има обврска да прави патролно обезбедување и плюс секој сменоводител ќе има на некој начин паник тастер, така наречен, кој што ќе возможува во случај на потреба брза интервенција. Незначително е намален бројот на ученици во Охрид, а во 6 училишта започнува едносменска настава. Ту една паралелка нема да се намали, а се воведува едносменска настава и тоа е исклучиво направено како резултат на бројните инвестиции и кабинетската настава која што е воведена. Некаде ќе имаме потреба од доградба на училници, ја правиме таа анализа, веројатно со помалку средства, со помалку инвестиции ќе успееме да дојдеме до едносменска настава. Охридските училишта се подготвени за стартот на учебната година. Од општина Охрид велат со циклус инвестиции подобрени се условите во повеќето образовни објекти. Владата денеска ги смени условите и критериумите за субвенционирање на авиопревозниците, кои се очекува следната година да донесат нови 200.000 патници во земјава, информира на денешната пресконференција министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Новиот повик за поддршка на авиопревозниците од македонските аеродроми според новите услови и критериуми ќе биде објавен следната недела, а ќе се однесува за периодот 2025-2027 година. Програмата за субвенционирање се зголемува на 375 милиони денари, што е зголемување за 63 милиони денари, рече Николовски. Коригираат условите за учество на авиокомпании кои што би учествувале и треба да имаат превезено, односно обслужено најмалце 5 милиони патници во текот на 2023 година и да имаат најмалку 10 милиони евра профит во 2023 година, што значи мора да се работи за сериозни авиокомпании. Во новата програма се трга барањето за задолжително оперирање на дестинацијата по истекот на периодот за поддршка, за онолку време колку што бидела предвидена финансиска поддршка. Ова беше главната причина зашто се намалуваше бројот на патници од Охридскиот и од Скопскиот аеродром. Една од новините која што исто така ја воведуваме дека веќе нема да се субвенционираат авиокомпании, туку ќе се субвенционираат дестинации. Што значи ја избегнуваме праксата во која што е субвенционирана една, две или три авиокомпании, туку повикот ќе биде отворен за сите авиокомпании кои што ги исполнуваат овие услови за секоја засебна дестинација и во повикот ќе бараме авиокомпании кои што ќе ги обслужуваат дестинациите, а нема да бараме една или повеќе авиокомпании кои што би ги обслужувале сите дестинации. На овој начин го решаваме проблемот со зависност од една авиокомпанија. Предпоставам дека сте свесни дека една од причините за намалување на бројот на патници од Скопскиот и Охридскиот аеродром, кој што оваа година за жал ќе е некаде над 330.000 патници, е проблемот кој што Визер го има со сопствените авиони, кој што на ниеден начин не е поврзан нити со Македонија, нити со
состојбата во Македонија, но е објективна пречка која што ја имаат тие на глобално корпорацијско ниво и сериозно се одразува на Македонија. За да се избегне во иднина зависност од само една авиокомпанија, затоа ние воведуваме субвенции по дестинација. Исто така правиме една значајна промена, а тоа е дека досега се субвенционираше по патник на заминување од Македонија, а сега ние го променуваме тоа и субвенционираме по патник на доаѓање во Македонија. Затоа што целта е ние во Македонија да носиме луѓе, да носиме туристи и да овозможуваме на полесен, побрз и поевтин начин да дојдат во Македонија, а со нивното доаѓање во Македонија сега додека ќе се развие економијата, ќе работат хотелите, рестораните, превозниците, музеите и бројни други дејности кои што се поврзани со туризмот и затоа за прв пат воведуваме мерка за субвенцирање на патници кои што доаѓаат во Македонија. За да е јасно на јавноста, не може да се субвенцира и доаѓање и заминување, бирате што субвенцирате, ние субвенцираме доаѓање. Исто така се зголемува поддршката. Ако предходно беше 7 евра по патник од Скопскиот аеродром, сега ќе биде 9 евра по патник од Скопскиот аеродром, и ако предходно беше 4,5 евра по патник од Охридскиот аеродром, сега со цел стимулирање на туризмот ќе биде 12 евра по патник од Охридскиот аеродром. И последната најзначајна новина, новите дестинации можат да бидат и надвор од Европската Унија, затоа што досега се субвенцираа само летови кои што беа во рамки на аеродроми кои што се наоѓаат во Европската Унија. На овој начин очекуваме да привлечеме патници и туристи и од блискиот и од далечниот исток и од други дестинации кои што се заинтересирани да ја посетат Република Македонија. На овој начин очекуваме бројот на патници кои што ќе дојдат во Македонија во следната година да се зголеми најмалце за 200.000 патници. Следната недела ќе биде објавен повикот и ги поканувам сите авиокомпании кои што се заинтересирани да конкурираат за овие субвенции со цел да имаме поголема конкуренција и да имаме што подобри услови за патниците кои што ќе доаѓаат во Македонија. Утре 30 август на градскиот кеј во непосредна близина на старото пристаниште во Охрид од 17 до 19 часот ќе биде организирана едукативна работилница за деца отпадот и езерските длабочини. Едукативната работилница, која е наменета за ученици, наставници и родители, е во насока на подигнување на јавната свест за управувањето со отпадот и заштитата на животната средина. Настанот е организиран во рамки на проектот Одржливо управување со отпадот на локално ниво, кој е финансиран од СИДА, а имплементиран од Seller International. Проектот има цел да ги подобри практиките за управување со отпад во Пелагонискиот и во југозападниот регион. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Француски суд отвори официјална истрага за шефот на Телеграм Павел Дуров за организиран криминал на апликацијата за пораки. На предприемачот му одобри кауција од 5 милиони евра 2 пати неделно да се јавува во полиција и да не ја напушта француската територија. Обвинителката од Париз, Лоре Бакау, во изјавата рече дека судијата утврдил дека има основа за официјална истрага против Дуров за сите обвиненија за кои тој првично беше уапсен пред 4 дена. Тие вклучуваат сомневање за соучесништво во водење на онлайн платформа која ги олеснува нелегалните трансакции, слики од сексуална злоупотреба на деца, трговија со дрога и измама, како и одбивање да се откријат информации на властите, перење пари и обезбедување криптографски услуги на криминалци. Да се биде ставен под формална истрага во Франција не значи вина или нужно да води до судење, но укажува дека судиите веруваат дека има доволно докази за да се продолжи со истрагата. Притворот на Дуров поттикна дебата за тоа каде завршува слободата на говор и каде започнува примената на законот. Апсењето на Дуров, кој има француско и руско државјанство, имаше големо дипломатско влијание, затегнувајќи ги дополнително односите меѓу Париз и Москва. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во вторникот изјави дека врските меѓу двете земји достигнале историски минимум. Дуров беше уапсен на аеродром во близина на Париз во саботата навечер. Според јавното обвинителство, прелиминарни истраги против Дуров се водат уште од февруари. Телеграм долго време се соочува
соочува со обвинувања дека не презема доволно мерки против нелегални активности, односно сервисот за размена на пораки е критикуван дека е платформа на која криминалци, вклучително и терористи, дилери на дрога, педофили, можат слободно да се организираат многу полесно отколку на други социјални мрежи. Дуров ја напушти Русија пред години бидејќи одби да соработува со властите во својата татковина. Според Дуров, платформата Telegram, основана во 2013 година, сега има речиси милиарда корисници и е инсталирана како апликација на стотици милиони мобилни телефони широм светот. Најмалку 3 лица загинаа денеска во југозападниот дел на Јапонија кој беше погоден од тајфунот Шаншан со обилни врнежи од дожд и многу силен ветар кој остави повеќе од 250.000 домаќинства без струја, исто така го прекина воздушниот и железничкиот сообраќај. Тајфунот се удари на ветар до 198 км на час, утрово стигна на копно во близина на градот Сацуман Сандаи на југозападниот остров Кјушу, објави метеоролошката агенција. 3 лица загинаа, едно исчезнато, 2 се тешко повредени, а 5 се здобиле со полесни повреди како последица на тајфунот, изјави секретарот на јапонската влада Јошимаса Хајаши, пренесе Ројтерс. Бидејќи овој тајфун се движи бавно, вкупните врнежи би можеле да бидат доста големи, рече Хајаши на пресконференција. Властите предупредија дека бурата би можела да биде една од најсилните што некогаш го погодила регионот, а локалните власти издадоа наредба за евакуација на милиони жители во неколку префектури. Снимките од јапонскиот јавен радиодифузер покажаа срушени ѕидови и скршени стаклана згради во градот Мијазаки на југот на Кјушу, според агенцијата. Повеќе од 250.000 домаќинства во 7 префектури утрово се соочија со прекин на струја, се вели во соопштението на локалниот дистрибутер. Украинската противвоздушна одбрана собори повеќе од 10 руски беспилотни летала над Киев рано утрово во третиот голем напад врз украинскиот главен град во последните 4 дена, соопшти градската управа. Трет воздушен напад врз Киев во последните 4 дена, повторно масовен напад. Овој пат тие користат само нападни беспилотни летала, изјави на Телеграм Сергеј Попко, шеф на војната администрација во Киев. Попко додаде дека нападот дошол од окупираниот дел на украинската област Херсон и од руската област Курск, а остатоците од беспилотните летала предизвикувале пожари, јави Радио Слободна Европа. Нема извештај за жртви. Воздухопловните сили на Украина во четвртокот соопштија дека уништиле 60 од 74 руски нападни беспилотни летала и 2 од 3 проектили лансирани во текот на ноќта. Украинската војска исто така денеска соопшти дека нападнала артилериско складиште и 2 складишта за нафта во Русија, предизвикувајќи пожар во складиштето за нафта Атлас во јужниот регион Ростов. Нападнат е и артилериски магазин во руската област Воронеж, се додава во истата порака на апликацијата Телеграм. Во забавен парк во Кахраманмарас на југоистокот на Турција поради технички дефект на атракцијата Камиказа, 23 лица виселе наопаку околу 1 час. На терен биле испратени противпожарни бригади и со помош на скали ги извлекувале луѓето што виселе во воздухот. 5 лица биле пренесени во болница поради напад на паника, јавува ТРТ Хабер. За инцидентот е започната истрага. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!